Предлог законот за заштита од пушење ќе претрпи измени. Една од клучните промени е тоа што терасите наместо 3 ќе треба да бидат отворени од најмалку 2 страни. Причината е што голем дел од локалите не може да обезбедат отворање од 3 страни, што било утврдено и од надлежните институции, пошто е одлучено да се пристапи кон измени. Угостителите изминатиот викенд имале нова средба во владата, на која се разговарало за сите аспекти од нивното работење, вклучително и за користењето на уреди што содржат никотин. Категорично беше побарано во деловните простори како што и стариот закон, во внатрешноста да не се пушат цигари, ајкос, вајп, ништо. А на тарасите ќе продолжиме да се пушат цигари во истата ситуација како што се тарасите сега. Ќе чекаме да не повикаат на финална верзија, кога ќе ни кажат колкава ќе биде таа временска инстанца. Ние побаравме 3 години, нешто на останокот зборевме дека ќе биде околу година дена максимум. Меѓутоа, за тоа ќе можам да дадам изјава дополнително. Во оваа фаза можам да кажам дека ние ќе имаме можност на тарасите какви што ни се во моментов сега да продолжиме да ги користиме и на нив да се пушат цигари и ќе имаме рок дадено до кога ние ќе треба да ги приспособиме на новиот закон, а тоа е да бидат отворени од минимум 2 страни и да бидат максимум до 1,40 м заградени. Тоа ќе биде заградени поради безбедност од една страна, а од друга страна поради природно проветрување на самата тараса. Угостителите очекуваат промените полесно да се спроведат, но апелираат институциите доследно и неселективно да го применуваат законот. На вистина, кога ќе дојде, ако не се пуши на ниедна тараса, која што не исполнува стандарди, тогаш мислам дека ќе биде честно према сите угостители и сите ќе имаат еднакви можности да ги вратат клиентите назад. Односно, кога некој би правил прекршување во законот, нормално дека би бил повластен во однос на другите. Така да очекуваме само максимална примена на законот и уште еднаш ќе апелирам и пред граѓаните и пред институциите дека ние како туристичко-угостителска комора максимално го поддржуваме законот во неговата крајна цел, а тоа е заштита на јавното здравје. Јавната расправа за предлог законот е завршена. Работната група ги разгледува и анализира сите забелешки и предлози доставени преку ЕНЕР. Конечната верзија ќе оди на усвојување во владата, а потоа и на гласање во собранието.